Не можеш заев да го натури Дурловски ај дојде да пееш во собрание. И тука не се согласувам, мислам, не е коректно да... И 13 години затвор треба Дурловски да лежи. А вече, ако кој За тероризам. Што се ел, тоа ќе прави. Што барал у собрание? Кој го пратил у собрание да? Господин Ибрановски, сметате Бил надвор пееше, нека пее надвор и понатака. Сметате дека за пеење албанска химна на собраниска говорница треба да се одговара? Видете, тоа е пратеник. Без разлика што е пратеник, тоа е кривично дело. Не, ама тоа е пратеник, има имунитет и тој може на говорница се да каже. И тој имунитет може Има, да се кажале одземе многу полоши работи, ако гледаме тоа. како што беа одземени Кажале имунитетите. многу полоши работи. Господин Ја ќе ви Ибрановски, кажам. пеење туѓа химна во собраниска говорница, каде имате на друго место видено? Кажете ми еден пример. Пробете во Грција тоа е- испеете ја македонската химна во Грција или албанската. Еден пример само. Албанската во Грција испеете ја да Па, видите. пример, ја не сум видел да има пример, меѓутоа Ајде пробајте да испеете. Тоа е греот. најголем Тоа дел во од- собранието не може да ги најдат тие простори ако некој не одеше поради да им каже. За ниеден Тоа се лавиринти за кои ниеден не може- од обвинетите Па за знае и тероризам министерот знае нема како докази у дека собрание кршеле. ја и он сега да идеме, не можеме да се снајдеме, камо ли тие ќе се Замолам снајдеме. да не манипулираме. За ниеден од Нема ли- обвинетите во тој случај не е обвинет за физичко насилство или за било што друго. Нема такво нешто. Може ли само? Луѓето што немаат никаква вина, што дошле влегле во собранието, одржал говор, пеел, зошто тие се обвинети за тероризам? Тие се Луѓето што не употребија организатори. никакво насилство што не употребија, зошто луѓето се ставени по такви тешки кривични дела Тие за што да се не малтретираат? правеле ништо нема да го судат, не се креј. Ама ако се си обвинети за организатор ти тероризам. на настан, Да, ако тие си нема- организатор на настан, ќе одговараш. Извинете вака. Па СДСМ дојде со говор на омраза, дојде на власт. Со рушење, со уривање, со бојадисување. Председателската канцеларија, која палеше? Јас ја палев председателската канцеларија. Има ли обвинување? Одговара ли некој? Одговара како. Кој одговара? Осудени се тие? Кои се осудени? Како осудени се? Нема да таму платат тероризам. одштета, Да како- предпоставиме вака, Мислам што ако дека- беше председателот на државата внатре во таа канцеларија? Па не бил тоа, се знае дека таа има еднаш неделно има средба тука со граѓани и тоа е тоа. Се знае тоа. Мислам дека сега тоа се детали се случува во секоја демократска земја кај што има протести да се случува Да си такви дојдеш на власт со кражба, да си дојдеш на власт со насилие, да тепаш кога ние тепавме полицајци со бекатон коцки? Колку полицајци се повредени во насилните протести пред Видите, влада? тие таквите работи ги осудувам да има такви. Меѓутоа, едно треба да знаеме дека И сега ако- пазите, зборуваме ако ние за гледаме- говор на омраза. Зборуваме за Сега говор на имаше омраза. во нивните излагања пред собрание имаше говор на омраза, сега реално да ги збориме работите. Затоа и они се главните организатори. Дамчешки, Дурловски, овој третиот како се викаше. Тие се организатори беа главни, сега треба тука да расчистиме нема. Не, За говор господин на омраза Ибрановски, треба да се одговара за целата тероризам. маска, Добро, се сега, обвинети ама за не, ама тероризам. не, тоа е една работа. Влегувањето во собрание што е тоа? Тоа е целата, насилство, тероризам. како? целата